Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава епи ветар држава. Плачеа деца? Пишма. И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе заволам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинителке. Затоа беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинариот, дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил. И добро вечер во 8-то издание на прашањето ми е следно, како што ветив и во тешки моменти вечерва со нас имаме доста интересен гостин кој што беше најконтроверзна личност во техничката влада, гостин кој што не прифати да си ја смени таблата во Северна Македонија и затоа беше казнета. Со мене вечера во студиото е Рашела Мизрахи, сега пратеник во Собранието на Република Македонија. Госпоѓо Мизрахи, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Бидејќи кажав дека не бевте контроверзна, но бевте личност која што покажа стаменитост кога станува збор национален интерес. Како го доживеавте целиот оној процес кога ве линчува заради тоа што сте имале на таблата посуди вас Република Македонија, а не Северна? Се чудам до ден денеска за тој ситен акт кој што предизвика толкава бура во јавноста. На крајот на денот во мојата логика стои дека постојат луѓе кои што се бореле и гинале за оваа држава и тоа се вистинските херои. Се чудам што херојство стана да стоиш пред табла на која што пишува Република Македонија, иако го изговараш името Република Македонија и напротив се бара од нас да го шепотиме или да го негираме истото. Тоа што некој ќе каже дека станав контраверзна личност на политичката сцена е навистина за смеење. Мислам дека медиумите си го направија своето, меѓутоа доброто е што голем дел од народот во Скопје ме познава и лично, бидејќи сум тука родена и тука одразната и многу добро знаат за кого станува збор. Не ми кажете како го доживеавте тој линч и од медиумите, но и од владеачката клика во тој момент? Па да бидам искрена, често пати слушам што бара еврејка во ВМРО ДПМН. Преди се звучи како да не го разбираат или не го знаат името ВМРО ДПМН, бидејќи се работи за партија на македонско национално единство, никаде не стои народно единство. Ако беше некогаш ВМРО ДПМН во јавноста представувана како радикална десна партија која што мрази се, баш напротив, моето присуство во неа би требало да биде добро примено. Преди се јас во таа партија ни во еден момент не најдов на она на кое што го најдов во јануар минатата година, а тоа е призвуци на антисемитизам. Ако некој тврди дека тоа некогаш било десничарски наратив, јас напротив сум жив доказ дека тоа стана лев наратив, што не ми се допаѓа и, како да ви кажам, не беше пријатно во секој случај да се слушаат сите тие работи, се отвори една пандорина кутија која што претходно не ни помислував дека постои во Македонија и ќе остане како некој спомен. Јас се надевам дека со тек на време тоа ќе се замагли низ минатото и никогаш повеќе нема да се повтори и нема да слушаме такви инцидентни, да ги кажеме, изјави на антисемитизам во идни. Но антисемитизмот не беше само кај оние како да ги кажам, еве јас слободно ќе си земам за право да ги кажам пролупани новинари кои што нели ве споредуваа со не сакам да ги зборам оние споредби, ве навредуваа. Антисемитизмот е и во, според мене барем, и во непочитувањето кон страдањето на еврејскиот народ. Se сеќавате најдобро
како господинот Заев направи наводен лапсус, па ја кажа дека Холокаустот е еврејска традиција. Еврејска традиција. Гледаме пред некој ден председателот Пендаровски наместо 6 милиони жртви кажа 6000 жртви. Да, се направи една грешка од господинот Пендаровски. Сметам дека председателот можеби во моментот со неговиот тим не беше запознаен со точната бројка на македонски евреи, доколку сакаше да каже број на евреи кои што исчезнале од Македонија за време на Втората светска војна, 7144, тогаш моето прашање ќе беше многу едноставно, за кои 1144 решивме дека не постоеле. Меѓутоа сметам дека најверојатно е лапсусот со трите нули, кои што недостасуваа во бројката, да, околу 6 милиони жртви евреи, број периодот на Втората светска војна, и да не остане некажано дека за време на Втората светска војна во Холокаустот не гинат само, не се убивани само евреи, туку исто така роми, политички затвореници по различни основи, лица со посебни потреби, лица од ЛГБТ заедницата, значи не било само евреите кои што го поменуваат Холокаустот, се направи таа грешка со бројката и мислам дека подоцна беше коригирана од председателот. Да, беше коригирано, но веќе беше направена грешка дека се коригираше и Заев. Но незнаењето на фактите околу вакви настани според мене е недозволиво, заради тоа што се историски настани кои што го дефинирале општеството и светот во кој што денес живееме, и мора да тоа барем за политичар би требало да биде општо добро познато. Политичарите, се извинувам, би требало да бидат многу предпазливи со антисемитските реторики или изјави. Зошто? Заради тоа што антисемитизмот довел до Аушвиц-Биркенау или Треблинка или Берген-Белсен, меѓутоа не започнал со Аушвиц, започнал со говор на омраза и антисемитски изјави, какви што чувме, на жал, изминатата година кон мене. И знаете, како што една пандемија постои сега, тоа е пандемијата со COVID-19, јас сметам дека во Втората светска војна, и меѓу еврејскиот свет тоа така се нарекува, постоела пандемија на омраза, која што се лекува со исто така дупла вакцина. Вакцина па ревакцина. Вакцината се вика едукација, а ревакцината се вика нула толеранција. Не може да се очекува од евреите на целиот свет дека ќе имаме било каков степен на толеранција кон говорот на омраза кон нас. Секогаш ќе биде запаметано и од тие новинари и од одредени политичари дека направиле одредени лапсуси. Откако го искоментиравме сето ово и вашето доживување на овој, да речем, антисемитизам, како денес од позиција на пратеник, како ви поминува еден работен ден во собранието? Имајќи во предвид дека со тие луѓе кои што го ширеа тој говор на омраза, денес треба да делите иста просторија, да седите во исти клупи. Ви имавте интересна најава за ова интервју и рековте дека сум ве прашала колку сакате да бидам брутална. Да. Сега првин би сакала да пообјаснам што тоа значи. Во овој политички спектакл од лаги, вистината станува бруталност. Да. Јас сум една просечна скопјанка, која што е и ќерка, и сопруга, и мајка, и обична жена, и не верувам за себе дека сум брутална по природа. Меѓутоа, кога станува збор за политиката која што води во негативни води за Македонија, за државата и за мојот македонски народ, тогаш станувам брутална и таков е можеби понекогаш и мојот политички ден. Каков е односот со вашите колеги, сега кажав, кои што беа дел од тој говор на омраза, од таа кампања антисемитска? Јас се обидувам да го заборавам тој моментум. Знаете како, во политиката е најлошо да сметате дека треба лично да се пресметувате. Честопати и кога луѓето, оние граѓани кои што пратат собраниски канал, ќе погледнат што се случува на собранискиот канал, тоа навистина наликува понекогаш на политички спектакл и на лични навреди до фрлувања кои што воопшто немаат место во собранието. Ад хоминем посегнувањата се за мене недолични и не има место во политиката. На крајот на денот ние може да имаме опонентни ставови, опонентни мислења и да имаме спорови политички кои што се базирани на политиките кои што ги спроведуваме, меѓутоа никогаш лични. Пример за истото би било кога јас поставувам пратеничко прашање или се обраќам кон одредена тематика кон одреден колега, тоа не го мислам лично кон него. Јас луѓето и повеќето од нив и не ги познавам, меѓутоа да, како политички опонент користам реторика која што покажува еден друг спектрум на размислување во однос на законите кои што ги носиме. Очекував повеќе од собранието, можеби се залажував, можеби и граѓаните мислат дека е поинаку. Сега како пратеник со прв мандат
гледам што е реалноста во парламентот. И на жал, често пати ни се поставува прашањето зашто опозицијата не реагира овака или онака, па дури од меѓународната седница. На власта се уште не е јасно дека опозицијата не е декор. Значи, јас не сум во парламентот присутна за одреден начин да изгледам или пак да поддржувам одлуки на владата со тоа што ќе правам кворум. Кога веќе владата и министерствата носат предлог закони, истите треба да подлежат на размислување од обете страни. И од страна на пратениците од власта, и од страна на пратениците од опозицијата. Земајќи во предвид дека немаме календар, ние добиваме закажување на седници од момент во момент. Некогаш е тоа во доцните вечерни часови, кога ни се закажува седница за наредниот ден, а во моментот кога ќе ви се закаже седница, вие може да видите кои се закони ќе бидат на разгледување на пленарна или комисиска расправа наредниот ден. Што значи дека фондот на реални часови, кога јас треба да бидам, всушност да одморам, јас треба да бидам будна за да ги исчитам сите тие закони, а некогаш и да направам лично истражување до одреден степен, за да развијам мислење и да развијам став по кој што би дискутирала наредниот ден. На комисиските расправи, ниту на пленарните расправи, досега граѓаните знаат, ниеден буквално амандман кој што е суштински не се прифаќа од опозицијата. Опозицијата се сведува на декор, присутен декор, па уште и се критикува зашто не прави кворум. Па сега ќе извините, меѓутоа кога веќе извршната власт решила дека нејзиниот збор е последен збор и тоа се готови текстови, тогаш како и да нема потреба од биднување на собранието. Зошто да бидува собранието, кога воопшто не се слуша опозицијата и кога од неа се бара само да биде декор за правење на кворум, а пратениците од власта, кои што не дозволуваат, не примаат една информација, ни една критика во амандманска форма, самите не се присутни за да го изгласаат законот за кој што велат ова е совршенство и ние нема да примеме ни една сугестија, ни една критика, ништо подадени од закон. Тогаш треба самите така да реагираат. Чудно е што вака организирано собрание укажува само на една работа, првен дека немаме парламентарна демократија, апсолутно немаме парламентарна демократија, па дури мислам дека ние се наоѓаме во една позиција на република, монархија, многу сталинистички, ке звучам можеби, меѓутоа оваа република, монархија, монархизмот тука ниту е наследен, меѓутоа ниту е уставен. Ни на едната, ни на другата страна. И тогаш имаме владење на човекот, а не владење на правото. Бидејќи не креираме закони кои што се добри за граѓаните, туку собранието е тука само за да ги спроведе во некоја си форма законите кои што ги предлага владата и министрите. И воопшто не станува спор со никакво. И тоа може да се потврди денес, особено со оној извештај на Transparency International на кој што сме на чија листа сме на 111-тото место, паднати неколку десетици места во транспарентност, во корупција. Стануваме земја како ние, еве за пример ќе земам минатиот гостин беше кој што беше тука во емисија, беше Миленко Недолгостој, кој што пак беше од Централно Африканската република, каде што до скоро има избран председател кој што се прогласи за цар. Знаете како во политиката ова е политичка игра за добивање на моќ. И кога имате таков политички субстрат за добивање на моќ, тоа е всушност војна состојба, во која што не се бира начин, ниту има некакви вредности во борбата за да се стигне до моќ. Јас би сакала да имаме политика на процеси, во кој што ќе учествува и собранието секако, меѓутоа исто така сите учесници ќе учествуваат во креирање на процеси кои што би дале еквивалентен резултат за сите во општеството, како за политичарите, така и за бизнис секторот, така и за граѓаните генерално. Третата форма би била политика на партиципација, односно партиципиенти, Русо, во кој што ќе имаме граѓански учесници. Меѓутоа во овој момент се работи за политика на моќ. И затоа и граѓаните некогаш чувствуваат дека се работи за политика на насилие, наметнување на одлука на одредена група на луѓе над сите. Да, веќе го земам за пример, ако може да го искоментирам, мислам дека најеклатантен пример за тоа е законот за попис. Таму немаше дебата, немаше расправија, немаше прифаќање на амандмани. Напротив, се злоупотреби европско знаменце и се изгласа со просто мнозинство.
Еве, баш ме Точно. интересира ваш коментар за околу законот за попис. Како вие го оценувате тој закон? Вака сега, пред да поминеме на законот за попис, ќе ви кажам какво беше моето чувство за апропо истиот закон. Преди се мислам дека е исклучително битен закон. Ние попис во Македонија мора да имаме, од суштинско значење. Меѓутоа, ако ги ставите пратениците и од опозицијата и од позицијата да бидат само 3 картончиња, црвено, жолто и зелено, тогаш вие во суштина немате парламент. Тогаш ајде да прогласиме монархија. Ајде да имаме заев, нека биде монархот, па нека одлучува се тој. Зашто? Заради тоа што овој парламент вака е дисфункционален. Мене ме чуди тоа што никогаш и пратениците од парламентарното мнозинство како да не размислуваат и не ги дочитуваат формите за да знаат зашто всушност тие гласаат. Зошто? Заради тоа што ние се криеме под превесот наречен колективна одговорност. И Талат Џафери во еден наврат беше замолен председателот на собранието да не се гласа поединечно. Зошто? Да се криеме позади колективна одговорност. Да, јас сум одбрана од народот, стојам како пратеник, представувајќи го народот во парламентот и сносам лична одговорност за мојата одлука. Апропо дадениот законот го носам со себе. Најверојатно по медиумите луѓето доволно чуја до сега што се случува во овој закон. И сега ајде да почнеме од почеток. Кога некој кој што не е правник или обичен граѓанин кој што е заинтересиран за дадениот закон, ќе постави прашање зашто нас не е потребен попис на населението. Па ќе вам во овој момент ние треба да нарачаме вакцини, односно еве нарачани се, не се нарачани, нема одлука апропо истото, за COVID-19. За колку граѓани? Ние не знаеме за колку граѓани. Мора да се направи попис. За било каква одлука мора да имаме статистика, мора да имаме броеви. Јас сакам броеви и сакам статистика и сакам да се темелам на истите. Заради тоа, одговорно тврдам дека нас ни е потребен попис да знаеме колку граѓани имаме во Македонија. Дали може да направиме некоја математичка пресметка генерална за да добиеме од до вредности? Да, може. Меѓутоа, нас ни е потребна конкретна бројка на колкав број на граѓани имаме резиденти во оваа држава. Но во оваа држава? Во оваа држава. Што се прави со овој закон? Па, слободно можам да кажам дека со овој закон се прави едно големо ништо, бидејќи во законот во член 2 недостасуваат дефиниции. Иако регулативата на која што се повикуваме, 763 од 2008 година, вели дека треба во член 2 да ги имаме точно наброени карактеристиките на попишувањето, тука ги немаме. Што ова значи? Ова значи дека ние ќе попишуваме граѓани кои што се државјани, кои што се во Македонија, меѓутоа кои што не се во Македонија. Да, според регулативата се попишуваат граѓани кои што не се во државата, меѓутоа не подолго од 12 месеци. Значи некој оди на мастер програма, некој оди на дообука, некој оди на од било кој основ до 12 месеци е вон државата, истиот го попишуваме. Во овој случај, со овој закон ние попишуваме се што е државјанин и кој што може би 10-15 години не е резидент. Што ќе добиеме како крајна бројка? Ќе добиеме милионска популација која што не е резидентна и таа информација ни е апсолутно непотребна како таква за да пресметаме колкав број на вакцини за COVID-19 нас ни се потребни. Значи имаме недостаток на дефиниции. Член 2 укажува на тоа дека имаме недостаток на дефиниции. Второ нешто кое што јас го забележувам, вели во пописот да бидат офатени државјани на Република Македонија кои имаат живеалиште или престојувалиште во Република Македонија без оглед на тоа дали во моментот на пописот се наоѓаат во Републиката или се во странство. Колку време? Кои се тие? Дополнително вели дека информациите за оние кои што се вон државата ќе ги дава лице кое што најдобро ги познава. Дефинирате ми лице кое што најдобро ве познава. Како некој ќе даде лични податоци за мене апропо како јас се чувствам, мојата верска припадност, мојата етничка припадност. Значи не постои такво лице кое што мене ми е блиско, но кое што може релевантно да даде таков податок кој што не се документира. Имавме вчера во текот на вчерашниот ден еден текст, поточно сведоштво и мала кратка анализа токму околу ова и околу искуствата од пописот во 2011 година. Попис кој што беше одложен. Имавме сведоштво баш околу ова во кое што се вели човекот кој што сведочеше еден од попишувачите на пописот 2011 година кој што вели ние имавме ситуации кога во села кои што беа
со доминантно албанска популација. Куќи во кои што се гледаше очигледно беше дека не живее никој, со затворени ролетни. Ние моравме да ги попишуваме како куќи во кои што живеат 20 на 30 луѓе, заради тоа што неретко се случуваше да бидат попишувачи под закана од оружје. И сега ова ги отвара вратите кон такво едно лажирање на пописот, стварање на нереална една слика. Како ќе димензионира владата на Република Македонија буџет за 4 милиони граѓани, а ефективно живеат во Македонија 1.800.000, прилика по... Апсолутно. Апсолутно. Ниједна одлука нема да може да се направи. Регулативата не е внесена во законскиот текст по ниеден основ и не може да се добие никаква бројка за резидентно население. Значи, доколку сакавме да го попишеме населението, можевме тоа да го направиме и преку институциите. Значи, да, ние сега ќе тврдиме дека ќе користиме комбиниран метод во кој што ќе имаме и попишувачи, ќе имаме и анализа која што добиена од системите, меѓутоа што тоа значи? Ако сакавме да направиме попишување преку системите, можевме тоа да го изведеме електронски. Да, и ќе го потврдувавме. И тогаш ќе видовме региони каде што можеби треба да се пуштат попишувачи, меѓутоа не секаде. Повторно недостасуваат дефиниции. Повторно недостасува точно и прецизно да се опише кој ќе ги дава податоците доколку граѓанинот не е во државата и не смее да биде не во државата подолго од 12 месеци престој. Во член 10 никаде не стојат лични податоци. Знаете, кога се разгледува одреден закон, особено кога не сте правник, така, јас сум биохимичар. Меѓутоа, законите се направени на начин на кој што секој граѓанин може да ги разбере. Тие не се нешто неверојатно за читање. Нормално е да ги компарирате законите кои што се предлагаат со закони кои што се од околните држави или други европски држави и да видите дали навистина ги усогласуваме со легислативите или пак регулативите од Европската унија. Овој закон не личи на ниеден закон кој што ние можевме да го најдеме. Не постои ваков закон за попишување. Преди се во член 10 секаде стојат лични податоци. Овдека никаде не стојат лични податоци. Ние всушност во овој момент не знаеме по кој основ ќе бидеме попишувани. Дури и резидентното население. Еве да кажеме дека само резидентно население ќе се попишува, нема кои лични податоци ќе се земат во предвид. Тука стои географски карактеристики, демографски карактеристики, економски карактеристики. Што значи ова? Каде се личните карактеристики? Име, презиме, единствен матичен број, пол, старост, партнер со кого живее, брачна заедница. Во сите држави постојат овие податоци во самиот закон. Овдека ништо не постои. Верувам дека многу од политичарите досега го разгледуваа законот по медиуми. И верувам дека ретко кој го разгледувал за законот по медиуми вака. Верувам дека се разви една дебата помеѓу позицијата и опозицијата, апропо дали ова статистички попис или политички попис, дали ова статистички акт или политички акт. За да биде статистички, треба да се направи нов закон кој што ќе биде издржан, концизен и дефинитивно да се спроведува согласно закон, а не сега ние да чекаме некаква методологија. Како барате од мене да гласам закон, за кој што ми велите дека подоцна ќе има некоја методологија за која што ќе одлучиме каква ќе биде, па понатаму ќе ја спроведуваат. Не играме закони. Ако играме закони, играме држава. Ако правиме закони, правиме закони. Да, јасно е дека доцниме со попишување на населението 12 години. И баш сега, во ек на ковид криза, ние избегнуваме карантински мерки и наспроти тоа решаваме да одиме да го попишуваме населението со закон кој што не личи на ништо. Јас би надополнила за граѓаните да знаат јасно и гласно дека честопати, многу често, добиваме закони кои што се закони од држави од Европската унија, кои што се преведувани буквално на Google Translate, во чии што реченици недостасува подмет, прирок и додаток. Не се јасни речениците. Тоа се прави апсурдно, како да преведувате вие етикети за зеленчук. Закон не се препишува. Закон можеби се препејува, но не се препишува. И нормално е да има потреба од наши експерти кои што ќе седнат, да ќе ги користат регулативите и легислативите од Европската унија, меѓутоа ќе пропишат закони кои што се потребни за нашата држава. И уште еден проблем. Многу често се злоупотребува знамето.
И сите знаеме зошто. За секој закон кој што е од голема битност, кој што би побарувал долго да се разгледува, кој што би побарувал на вистина да седнеме заедно и да го работиме заедно законот во парламентот, се става европско знаменце и со истото значи дека ќе имаме 3 дена само за дискусија. После 3 дена председателот на собранието го става законот на гласање без разлика дали опозицијата смета дека треба да се додадат амандмани, дали позицијата смета дека треба нешто да се измени, законот ќе се изгласа и ќе помине. Сега секоја држава, според мене, и верувам според многумина останати кои што не пратат во моментов, има свој еволутивен стадиум. Тоа е исто како да разгледуваме едно дете кое што е во различна деца кои што се во различна старосна категорија. Ако една Холандија е дете кое што има 10 години и може напредно да учи математика, а нашата држава, бидејќи е сиромашна и нова држава, е мала држава на која што има и малку години. Не може вие на една држава која што има само 2 години да ја терате буквално да учи таблица множење. Ние треба да учиме нешто поинаку на поинаков начин. Заради тоа немаме потреба од вакви игри во кои што се препишуваат закони кои што не припаѓаат на нашата држава. Први на еволутивниот стадиум на нашата држава, на нашето население, па и на нашата култура и на нашата историја. Но како опозиција, како опозицијски пратеник, кое е решението на опозицијата? Што предлага? Кој е ставот на опозицијата за пописот? Често пати слушам исто така дека опозицијата повикува на бојкот, тоа не е вистина. Опозицијата не повикува на бојкот, меѓутоа да, ние собираме 10.000 подписи со кои што ќе се постави можност за регулација на овој закон преку поништување на истиот и носење на нов закон. Но тоа ми е мене малку нелогично. Собирање 10.000 подписи за поднесување на предлог закон по граѓанска иницијатива е операција која што може да изведе еден пратеник. Точно така, меѓутоа дали ќе добие на тежина повеќе кога самите граѓани ќе го побараат поништувањето на овој закон и носење на ново законско решение или само еден пратеник на опозицијата. Многу често се случува опозицијата да се представува од позицијата како олицетворение на злото и некој кој што бојкотира и блокира се и сешта. И тоа наспроти, јас сметам дека тоа досега пратениците на опозицијата дека не е така, јасно го покажа и го докажа. Преди се заради тоа што не поднесовме досега ни еден амандман кој што е на политичка основа, ниту еден, туку само амандмани и решенија, барање на решенија кои што се добри за граѓаните. И тоа го тврдам. Дека се спротивставуваме на оваа операција, која што е вака недоследно напишана како политички акт, па знаете и самиот зошто. Превин врзаните подписи кои што се побаруваат, апсолутно нема потреба од врзани подписи, доколку ова е статистичка операција, не политичка операција. И пред некој ден имавме и пратеници од мнозинството, од коалициониот партнер на мнозинството, кои што дадоа одредена изјава која што звучеше како политичка изјава, а тоа е дека доколку процентот на албанското население на пописот е помал од 20%, дека истите нема да го признаат. Да, тоа звучи како веќе постигнат политички консензус за околу тоа како би требало да гледаат бројките, бидејќи често тоа слушам. Тоа во превод значи, извинете, дека ние го знаеме резултатот од пописот, а не ја знаеме процедурата и не треба да ја знаеме. Ќе биде во некоја методологија, па ќе видиме како пратеници ние сме должни да реагираме на таква процедура. Но знаете дека ако 100.000 граѓани не се попишат, пописот се прогласува за неважички. Јас стравувам дека можеби ќе има технички проблем за попишување на населението во Македонија. Стравувам од истото. Зошто? Еве ќе ви кажам личен пример. Јас имам двајца родители кои што се во години, возрастни. Двајцата се веќе година дена во самоизолација. Го трошат својот живот, кој што требаше да го уживаат како пензионери, затворени во 4 зида, со маски на себе и со многу внимателно движење по улиците, дури и кога треба да си набават прехранбени продукти. На тие двајца луѓе треба да им дојде некој кој што шета од просторија до просторија, од стан, од куќа во куќа, да им влезе дома и да ги попишува минимум 30 минути. Вие ќе ги ставите луѓето во животна опасност. И велат, знаете како, ама сепак имавме избори, тоа е пандан на изборите, апсолутно не е пандан на изборите. Не. На избори, барем сметам дека како што функционира моето семејство, функционираат најголемиот број на семејства, ние сакаме да живееме нормално,
во Македонија. Значи, луѓето се облекуваа, ставаа маски, ставаа визири, доаѓаа до местото, гледаа побргу да завршат со сето, фрлаа, пенкала, после попишувањето, ги прскаа рацете со алкохол и доаѓаат дома, се прскаат целите со алкохол, се переа веднаш лиштата. Значи, тоа е цела процедура во која што гледаат да се самозаштитат до максимум. Не е ова население неодговорно, ова е население кое што е уплашено, како и целиот свет од пандемијата, и не сака да се изложува на ризици. Сега објаснете ми како тоа некој ќе дојде на врата кај моите родители и ќе се обиде да влезе внатре. И ќе престојува 30 минути и ќе ги попишува, ќе зема лични податоци и ќе ги донесе во ризик. Верувам дека ќе има луѓе кај кои што ќе се најде на отпор од попишување поради тоа што стравуваат за личното здравје. Не од друга причина. Ова повеќе ми личи како повик луѓето да бидат казнети за непопишување, бидејќи знаете онаа закана на директорот на Заводот за статистика дека ќе имало кривични пријави кои што значат 4-5 години затвор. Интересна е психологијата кога многу често се обидувате да заплашите некого. Многу често обиди за заплашување на луѓе може да доведат до контраефект. Не може да се прави притисок на населението до безкрај. И да велиме ќе ве казниме со ова, ќе ве казниме со она за неносење маски, пандемија е надвор, економска криза, еколошка криза, сите можни кризи. Народот од апатија може да влезе во гнев. И верувам дека би требало да се размисли два пати пред да се присилува народот на се и се што предолго. Нормално дека народот не би требало, еве јас на пример нема да прифатам да дојде некој кој што се шето по цела населба да ме попише заради тоа што едноставно сам да си го заштитам сопственото и здравјето на моето семејство. Кога сме кај заштитата на здравјето на граѓаните, ќе морам да отворам темата околу вакцините. Еве ќе добиеме, купивме вакцини, па Филипче имаше во декември чувство дека во јануари ќе стигнат вакцините, во јануари ги нема вакцините, во јануари имавме најава дека Бугарија ќе ни помогне, ќе ни даде неколку илјади дози, ни дадоа 100 и тие 100 не стигнаа. Потоа имавме скандалозна ситуација во која што премиерот објави дека 8.000 дози ќе бидат донирани ќе ни бидат дадени од Србија. Па потоа премиерот на Србија Ана Брнабич објасни дека тие и да сакаат не може да ни ги дадат затоа што кај нас не се уште одобрени и би било тоа илегално. Па потоа излезе дека Зоран Заев не ги барал, туку сакал, понудил да ги плати, а нели немавме пари во буџетот, тој се расфрла со парите за вакцините и сега имаме Шекеринска која што вели се обидува, не знам, да направи лоботомија, веројатно колективна на граѓаните, кои што вели ако набавевме ние вакцини веднаш, луѓето ќе мислеат дека ги тестираме на нив. Сега мислам, која е аналогијата од тоа што го збори Шекеринска, на пример? Единствено што можеме да сватаме дека ние ги тестираме вакцините на британците и на американците, па потоа ќе се ги искористиме за нас. Тоа единствено може да го заклучам, дека ние попаметни излеговме од нив. Многу чудни работи се случуваат од почетокот на пандемијата во Македонија, што не се случуваат во целиот свет. Морам да забележам дека тоа е моје мислење, дека многу чудни работи се случуваат во Македонија што не се случуваат во светот. Во последните неколку месеци чувме дека Македонија нема да добие вакцини меѓу првите заради тоа што е мал пазар, дека Македонија за разлика од Србија нема да ги добие сега вакцините бидејќи е членка на НАТО, а србите ќе добијат руски и кинески вакцини и заради тоа ние ќе почекаме. Чувме дека комшиите ќе ни дадат вакцини, па се молевме во Бугарија, се молевме во Србија, се молевме на сите страни. Да, Бугарија ако ги не ги донесат, ќе требаше у комбе за вирши да не ги донесат. Па сега еве слушаме дека ќе доснеме со вакцините за да нашето население не биде тест епизода за вакцината. На таа изјава на госпоѓата Шекеринска би прашала еве вака, бидејќи 80% мислам дека околу 80% од населението на Израел е веќе вакцинирано, дали евреите се тест епизода? Може според неј се да бидат евреите тест епизодата повторно. И конечно би рекла дека од оние датуми во првите 2 недели, последните 2 недели кои што нели
такво играње со датум имавме за влезот во Европската унија. На крајот стигаме до денешниот ден и се уште немаме вакцини за COVID-19, ниту пак сметам дека набрзо ќе ги имаме истите. Немаме ни датум, имаме само онаа слика од авионот, еве добивме датум и ќе се радуваме на тоа. И сега доаѓаме до ситуација на Само извинете, ќе морам да ве прекинам бидејќи има информација која што никако да продре до јавноста. На 11-та седница на влада, одржана, мислам дека беше на 24 или 26 септември, владината седница беше одржана за закажување на набавка на ковид. И се задолжува, пишува точно, задолжува бирото за лекови заедно со министерот Венко Филипче да го изведат набавувањето преку ковакс системот на вакцините. На 26-та седница на влада, некаде кон средината на декември, се усвојува планот за набавка на вакцините, се издвојуваат средства и се решава да се набават 844.000 дози, што е повторно чудна бројка, бидејќи 844.000 дози се работи нели за вакцина и ревакцина, се за околу 400.000 граѓани. 422.000. Нема да бидат 422 таа бројка, бидејќи секогаш имате и отпад. Значи вакцини кои што ќе бидат на некој начин оштетени и нема да се аплицираат или пак предолго ќе стојат надвор, се што може да се случи, нормално. Тоа е нормален отпад кој што се очекува. Јас не знам како стигнаа до бројката за потребни 400.000 вакцини, освен ако не се смета дека веќе колективниот имунитет е стигнат, односно сме далеку поблиску до колективниот имунитет од колку што сметавме. Тоа би значило дека настрана од вакцинираните ќе имаме и голем број на луѓе кои што веќе имаат антитела и тоа стабилна количина на антитела. Како и да е, значи од септември месец, од кога владата решава да го задолжи бирото за јавни набавки на лекови и министерот Венко Филипче, имаше 4 месеци за да се примети дека законот не е во ред. 4 месеци. И тек сега, пред 2 дена, ние на седница во 5 часот на пладне, закажуваме комисија за здравство во која што носиме измени на закон за да може да ги набавиме вакцините. Во меѓувреме, дури некој се дрзнува по одредени медиуми да каже дека вакцините доцнат поради опозицијата. Епак ќе ве молам, овие 4 години, оспен Христијан Мицковски, Наќе Чулев, уште за вакцините да е ВМРО ДПМН како опозиција виновна, мора да е опозицијата многу моќна, кога може да биде обвинувана за се и се што. Доволно моќна е опозицијата да убеди 60% од граѓаните да не се вакцинираат, со оглед на тоа што последната анкета вели дека само 40% од граѓаните се подготвени или сакаат да се вакцинираат. Кога би имале вакцини би се вакцинирале, сега немаме, ама таа анкетата. Значи први вакцини треба да бидат достапни за граѓаните. Вакцини мора да имаме. Да, личен избор е. Дали тој личен избор ќе биде прифатен на овој или оној начин доколку се стават рестрикции за движење, рестрикции за патување, тоа е друга работа. Вакцини треба да има во државата и треба да се достапни на граѓаните. Кога станува збор за дали опозицијата би убедувала луѓе, не. Опозицијата не убедува никого, опозицијата само вели дека треба да имаме вакцини достапни и да се вакцинираме за да може да стигнеме до онај праг на 70%. Добро, зашто се должи тоа? На што се должи тоа што овој процент? Мнозинството од анкетираните велат дека не би се вакцинирале. Верувам дека може да има многу врска со недоверба која што се развива со годините. Преди се знаете како, бидејќи имаме збирка на информации кои што се недоречености, да кажеме, и во врска со пандемијата. Таа помина низ многу фази, од непознат причинител до полупознат причинител, до клиничка симптоматологија, односно спектрум на клинички симптоми кои што варираат, до се и се што. И нормално е да има одредена недоверба кај граѓаните. Исто така верувам дека има можеби недоверба во однос на што вакцината може да направи, земајќи во предвид дека истата е се уште во клиничко испитување. Меѓутоа, кога веќе цел свет се вакцинира и кога вакцините се пуштени на пазарот, верувам дека кога ќе станат подостапни за граѓаните, поинако ќе се гледа на истите. И сепак ќе напоменам дека се работи за приватен избор, односно индивидуален избор, кој како ќе реши со себе да се вакцинира или да не се вакцинира, е многу индивидуална работа. Бидејќи по вокација сте генетичар, ако не се лажам. Биохемичар. Веројатно повеќе од мене знаете за ја знаете оваа терминологија. Вчера слушнав од двајца експерти
кој што гостува на една национална телевизија, дека Македонија е се поблиску кон создавање на колективен имунитет, ако веќе и не е создаден, бидејќи се работи за ситуација во која што најголем дел од оние кои што се заразиле воопшто не знаат дека се заразили или да ги имале симптомите, не се пријавиле, не се пријавиле, не се тестирале и слично. Кој е процентот на 70% од популацијата е процент за колективен имунитет. И сега ако земете вака, секаде во светот се пресметуваат фактори. Сега јас не сум многу навлезена во таа проблематика бидејќи навистина немам проверена информација. Мислам дека околу 80.000 граѓани во Македонија беа евидентирани низ здравствениот систем како позитивни. Факторот е 9, што значи дека тоа во превод би значило 800.000 граѓани веќе ја поминале болеста и имаат антитела. Што значи дека ние сме сериозно близко до колективен имунитет. Ако тие бројки и збориме тој тоа се фактор, официјални, ако ги збориме официјалните 800.000. Да. Доколку тој фактор е вистинит за Македонија и е точен и доколку таа бројка од здравствените установи е точна, тогаш би можеле да зборуваме. Меѓутоа, земајќи во предвид, знаете како, дел од населението кое што нема да сака да се вакцинира, може би постигнува кон оние информации кои што поминаа низ Македонија дека е сомнителен квалитетот на вакцините. И најверојатно сето тоа имаше свое влијание, нормално, ова се процеси, ова не е од ден за ден, туку имало одредени случувања и имаше нели антиваксери кампања, нешто такво се случуваше, не само во Македонија, секаде во светот, и верувам дека дел од луѓето имаат создадено недоверба апропо истото прашање. Недовербата може да биде, еве за мене лично, и заради одредени одлуки на здравствената комисија која што беше засегната со прашањето на COVID-19. Но не мислите дека, видете, јас не би сакал да речам, еве јас да се вакцинирам, не заради тоа што можеби се сомневам во вакцината на Pfizer или на Moderna или на не знам на AstraZeneca. Едноставно јас не верувам дека овие здравствени власти имаат капацитет да ги набават, да ги транспортираат, да ги складираат, да ги чуваат и потоа да ги администрираат соодветно тие вакцини. Квалитетот на процесот. Значи за квалитетот на процесот зборувам јас дека тоа ми влева недоверба. Не се сомневам во Pfizer или во Sputnik V или 5 или не знам во кинеската вакцина. Едноставно се сомневам дека тука во Македонија ние немаме доволно стручни луѓе или можеби имаме доволно стручни луѓе кои што се на маргините, не се работи за комисии кои што се составени од луѓе со партиски книшки, луѓе кои што биле другари со министерот. Имавме една ситуација апропо комисијата, јас длабоко ги почитувам колегите лекари, навистина ги почитувам, меѓутоа имаше една ситуација во која што здравствената комисија фрли сомнеш врз самата себе. Затоа што здравствената комисија направи политичка одлука. Ќе ви кажам. Апсолутно, именно тоа е, да. Месец здравствената комисија направи политичка одлука кога рече дека нас не ни се потребни карантини, иако целиот свет влегуваше во нов карантин период, заради тоа што имаме долгови кон Светска банка. Пандан на истото би било, сега јас вас да ве однесам на хируршка интервенција на абдомен и хирургот на крај на интервенцијата кога ќе се разбудите да ви каже вие за 2 дена на работа имате кредит. Да. Тоа здравствен работник нема да го направи, тоа е небулозно. Значи, тие почнаа да прават политички одлуки. Дополнителен сомнеш на процесов стави рекламирањето на 2 фрижидери за вакцините од ковакс системот. Зошто? Ако се тие посебни фрижидери кои што имаат посебно чување, посебна температура за чување, мислам дека беа на трансфузиологија, тогаш како ќе ги транспортирате вакцините во Општа болница Битола? Струга, Охрид, Гевгелија, Струмица. Или ќе треба цела Македонија да дојде на едно место да се вакцинира. Дополнително зголемувајќи го факторот ризик од инфекција. Апсолутно. Значи, сето ова, дезорганизацијата, хаосот кој што настанува во здравството, не се само пациентите кои што се со ковид. Па имаме застој во прегледување и терапирање на пациенти кои што се хронично болни. Оние со кардиоваскуларни заболувања. На нив и во одреден период им го ограничивме движењето, што е многу негативно за нив. Хроничното диабетичарите, тоа е хронично заболување кое што е тешко заболување. Имаме и други заболувања, онколошките заболувања кои што ќе трпат и да носат смртност. Во овој момент тоталниот хаос
тотален хаос во здравствениот систем, прави дополнителна недоверба и кон вакцините, и кон нивниот транспорт, и кон начинот на апликација и справување со последиците при грешки. Хаосот е почнат од првиот пациент. Од првиот пациент, наместо да јас присуствував на таа пресконференција на министерот Филипче, на првата пресконференција, не мислев дека тоа ќе му стане навика. На првата пресконференција, наместо да отвориме, да добијам одговори зашто и зашто не се спроведува тоа и тоа, јас добив навреди дека бев нападнат од министерот дека јас ширам паника и дека предизвикувам, не знам, несигурност кај граѓаните во здравствениот систем. За после 3 дена тоа што го зборевме да се спроведе, но веќе беше доцна, не беше навремено затворен аеродромот и влезовите, не беа навремено ставени термални камери и се случи тоа што се случи. Апсолутно. Вистина, истото се повтори за Нова година, ако помните, кога се појави сомнежот за нови форми на ковид во Англија и не цела Европа, наспроти онаа потреба да ги затвориме границите, да тестираме или пак да тестираме на самиот аеродром или да го затвориме аеродромот. Сите точки на влез во Македонија се отворени вклучително аеродромот. Еве моите роднини кои што живеат во Германија се вратија во Македонија заради тоа што сака убаво да ги поминат празниците и не сака да бидат во двонеделен карантин за Нова година во Германија. Значи Германија имаше карантин, а Белгија имаше карантин, во Брисел не можеше да се патува, меѓутоа ние имавме отворени граници и отворен аеродром. Зошто? Која е логиката? Која е логиката при патување влез во било која затоа имавме мерка, ќе ви тропаме на врата за Нова година да видиме колку луѓе сте И тоа беше навистина дегутантна мерка во која што се повикуваше буквално на подкажување на еден комшија дегутантна беше, едноставно беше дегутантна мерката да пријавите на телефон доколку Знаете кој го правил тоа во историјата претходно? Врз македонскиот народ кој го правил тоа. Тоа го правеле андартите во Егејска Македонија. Ги терале комшиите да кажат кој збори македонски по дома за да му влезат да отепат. Тоа беше таа идеологија која што се правеше за Нова година во Македонија со корона. Мене не ми се допаѓаше начинот на кој што беше тоа представувано, па и отворени телефони. Апсолутно непотребно и непотребно на начинот на кој што беше изведено. Бидејќи ја спомнав историјата, како еврејка гледате на говорот на омраза кој што доаѓа од Бугарија во врска со македонските евреи? Во врска со македонските евреи нема стрикно говор на омраза, има неизвинување. Има недостаток на само едноставно извинување. Знаете како пред 30 дена имаше пратенички прашања и јас поставив едно прашање кон нашиот премиер. Јас не можам да барам вина во соседни држави или премиери на соседни држави, тие си имаат своја политика, своја агенда, дали чекаат локални избори, парламентарни избори, тоа е сосема нивна работа. Меѓутоа јас барам одговорност од премиерот на мојата држава кон моето семејство. Јас поставив прашање кое што беше директно поврзано со периодот на Втората светска војна и добив чудни одговори. Верувам дека еден од одговорите беше дека бугарскиот народ немал референдум апропо прашањето на депортацијата на македонските евреи. Морам да, еве за јавноста да кажам, можеби и премиерот некогаш ова ќе го изслуша, бидејќи тогаш не успеавме да се докажеме што сакавме да кажеме. Германија исто така немала референдум. И многу ме интересира како би гласело тоа референдумско прашање. Доколку може да ми одговори како би гласело тоа референдумско прашање на веќе донесен закон за чиста нација и закон за еднократен данок кон евреите. Дополнително се изнаслушавме секакви можни реторики за да се даде поддршка на неизвинувањето од соседна Бугарија, иако верувам во непознавањето на историјата, можеби премиерот не би требал да навлегува во проблематиката на македонските евреи. И како представник или како член на еврејската заедница во Македонија, вака немате стравување околу престојниот попис, дека можеби ќе биде и тој злоупотребен, имајќи го во предвид ова антисемитско расположение на власта и сателитите околу власта, не мислите дека би можело на некој начин да бидете и административно бришани? Знаете како, јас припаѓам на релативно мала заедница. Мала, да. 198 луѓе, релативно мала заедница. Верувам дека
бидејќи знаеме точно колкав број на евреи сме во Македонија, дека нема да има манипулација апропо истиот број. Бидејќи е лесно проверливо, кога сте толку мал број и сите се познавате меѓусебно, знаете точно кои се семејствата кои што живеат овде, колку се бројни тие семејства, така да не верувам дека некој ќе проба да избрише број на евреи од Македонија. И сега логично ми се наметнува прашањето, ако ние се сомневаме во процесот на вакцинирање, ако се сомневаме во процесот на набавка на вакцини, во процесот на носење закони, во процесот на владење на право, во демократијата, сметаме дека имаме човек кој што сака да биде монарх или се замислува дека е монарх. Ние немаме владење на право во оваа држава. Како успеавме за 4 години да пропаднеме толку како држава? Знаете како, многу лесно работите се рушат и многу лесно се горат мостови. Многу тешко се создаваат нови, многу тешко се одржува држава и државен систем. Во овој момент верувам дека многу од граѓаните ќе кажат да, вистина е, ние немаме државен систем. Ние треба да го изградиме од почеток бидејќи е урнисан целосно. Може би треба да се вратиме 3-4 наназад и да размислиме како би изградиле нов систем, цврст систем по европските начала. Да, степенот на корупција покажува каде точно се наоѓаме. Ние сме на 111 место, а во време на ВМРО бевме 62. 62. 62. Да, запишано. Добро. Значи во овој момент ние немаме правна држава. Ние имаме врвна корупција очигледно, ние имаме систем кој што е дисфункционален, ние немаме функционална администрација, не можеме да кажеме дека се некој друг ни е виновен, ние сме виновни. И очекувањата дека влезот во Европска унија ќе значи дека некој ќе дојде со магично стапче од Брисел и ќе ја поправи оваа држава, не е вистина. Треба ние да ја поправиме оваа држава, треба ние да изградиме оваа држава онака како што нас ни одговори, како што нас ни прилега. Дали ќе ни годи влезот во Европската унија, истиот ќе ни помогне во процесот? Секако. Бидејќи сме само сиромашна држава. Ништо друго не е проблем со нас. Ние сме само сиромашна држава која што треба да ја ставиме во ред. Дека ова е правна држава, апсолутно не е правна држава. Доколку беше правна држава, немаше да се шепоти. Да, ке нас се Населението шепоти. Има ли тоа ВМРО доволно да помене план како да извадиме оваа, да излеземе од оваа ситуација? Па верувам дека планот на ВМРО да помене, како чуете од претседателот на партијата, јас лично можам да ви го кажам мојот став. Јас мислам дека со честни, добри, навистина добри луѓе, со образ, луѓе кои што многу внимаваат на својот образ и со многу работа, сите заедно можеме да извадиме оваа држава на прав пат, земајќи во обзир дека сме мала држава со многу природни ресурси. Ова е добар народ, ова е честен народ, сите заедно можеме многу. Да преминеме малку на образованието и оно што е актуелно овие денови. Имаме бојкот на настава, имаме протести, имаме експерти кои што велат дека ова што го нуди Царовска е срамно, дека е недозволиво. Ама имаме од другата страна и академици кои што застануваат возле министерката Царовска и велат дека тој процес е окей. Потоа се лажеа граѓаните дека тоа бил фински систем, во Финска таков систем не постои на образование. Ширеа лажни вести, не обвинуваа нас како медиуми, а и вас како опозиција дека ширите лажни вести. Што се крие за тоа реформа, така наречена, во образованието, кое што сака да ја спроведе Царовска, ми се чини по секоја цена и не знам зашто е тоа толку итно. Неофицијалните податоци кои што јас ги добив денес, значи неофицијални, јас не сакам да се расправам со неофицијални вообичаено, сакам документација со мене секогаш и секаде, баш поради тоа што некоја си пиар стратегија на власта е она од периодот можеби 50-та година или понатаму, ако другчие каже клевече и лаже. Да. И заради тоа се држам до факти и до документација и честопати тоа е меѓународна документација која што е потврдена и која што не може да се налепи на она опозицијата е против нас, не опозицијата не е против вас, ова се извештај. Неофицијалните податоци за образованието денеска говорат дека 75% од средношколците покажуваат незадоволство и се излезени во некаков вид на револт, особено апропо матурата. Исто така, неофицијалните податоци кажуваат дека голем број на наставници во основното училиште и професори од средното училиште, од средните училишта во Македонија, покажуваат набој и сакаат да излезат на протести. Меѓутоа, исто така, стигаат информации дека на истите им е кажано дека доколку ја бојкотираат наставата или не прифатат да ги оценуваат учениците, дека ќе бидат испркани од работа.
Сега во економска криза, во која што јас и неколку пати на собраниска говорница спомнав кои се податоците од меѓународните институции, а тоа е дека 70% од населението на оваа држава не стига до просечна плата, а 42% од населението во оваа држава е на минимална плата, и со стапката на невработеност може да видите дека овој народ е сиромашен и на овој народ му е неопходно работното место бидејќи имаат деца дома. Дека има револт. Ако се повикува, често пати, знаете како, дали слушате една риторика, една нишка која што вели ама во вашето време, во времето на ВМРО се именуваат бројни грешки. Тоа е исто како јас на вас да ви кажам, извинете на бруталноста, дека мојот бивши сопруг бил насилен, ама и ово е насилен и сега бившиот го оправдува сегашниот. Менувањето на власта е за да се добие нешто како придобивка, нешто подобро, а не за и вие истото го правевме, па ние сега ќе го продолжиме, што тоа кажува за вас. Иако сметам дека таа риторика е погрешна, во секој случај тие се повикуваат на истата. Доколку Кембридж системот беше негативен и беше наметнат, наместо истиот да дојде од базата, значи беше спроведуван од столче во некоја стара зграда од социјализмот, која што се вика Министерство, тогаш ова е пандан на тој систем. Што изменивме? Реформите доаѓаат од базата, не доаѓаат од зграда во Скопје. Базата покажува од кога ќе направите анализа што треба да се направи реформски за образованието во Македонија. Дали му е потребно реформа на образованието? Апсолутно. Јас не можам да се пожалам за системот во кој што јас бев едуцирана. Искрено бев горда на истиот и тоа се докажа во пракса дека ми послужи за мојата идна кариера. Меѓутоа, оние измени кои што се случуваа во наредните години, да, доведоа до намалување на квалитетот на образовниот квалитет и на квалитетот на образование кој што ги имаат децата кои што слегуваат како работен кадар. Сега, во недостаток на медицински кажано диагноза, вие решавате да терапирате. Со оваа реформа министерка да терапира што? Која диагноза? Преди се треба да се направи анализа. Веројатно диагнозата дека договорот со Бугарија не помина онака како што треба, па сега имаме дополнителни барања од Бугарија, меѓу кои што е и бришење на историјата од учебниците во основно и средно образование. И сега, бидејќи од реториката на Царовска можеме да видиме дека ќе се спојува географија, историја и физичко и ликовно во еден предмет, што е апсолутно нелогично. Ќе се крати квантумот на лекции по историја, што значи дека ќе се скрати оно што е најбитно за македонската историја, а тоа се спорните личности според Бугарија. И мислам дека тука некаде ќе се модулира историјата. Зошто јас чув една реченица дека историјата е застарена, што ме фасцинираше бидејќи дојде од интелектуалец. Историјата е застарена, тоа исто како да кажете дека математиката е застарена, па еден плюс еден треба да биде 3. Дека тој интелектуалец е ступиден, мислам се како да ви кажам. Па јас не би јас ќе го кажам. Меѓутоа, во ред. Знаете како, кога ќе го чуете премиерот како вели дека македонски и бугарски војски заедно се бореле за ослободување на Македонија. Што тој сака да каже всушност? Сака да каже дека партизански одреди, македонски и бугарски, се бореле на овој регион. Партизански одреди не се војска, бидејќи војска значи нешто друго. Тоа значи дека имаат централизиран извор на информација, односно логистика, имаат допинг на храна, муниција, облека, сето она што им е потребно. Не, војска е официјална вооружена сила на државата. Точно. Партизани се контра, не се тие. Точно. Да. Сега, да, имало партизански одреди кои што се бореле заедно 45-та година. А фашистичка Бугарија потпишува капитулација во 44-та година. Значи, министерката, слушајќи го ова, треба да знае дека премиерот не знае историја и колку историјата потребна како предмет. Не да се спојува, туку да се изучува. Може би грешката и на ВМРО ДПМН во проектот Скопје 2014 е градењето на сите оние споменици пред да се подготви населението. Кои се тие луѓе? Зошто се тие луѓе наши херои? Значи, први нуди образование, друго е кога вие на плоштадот имате херои кои што го препознавате, на кои што му ја знаете историјата, му ги знаете делата и се гордеете со него, а друго е кога имате лик за кој што воопшто не знаете кој е. Верувате ми дека голем процент од населението не знае кој се е прикажан во Скопје 2014 во тие статуи кои што се изградени. Историјата е многу битна, без историја нема иднина.
Без историја вие немате корен, вие немате нација, вие немате култура. И во моментот кога самите ќе решите, самите вие, не решава странец, вие решавате дека ќе ставите X на вашата историја, вие не постоите. И понатаму сте предмет на модулација кој како сака да ве модулира. Она реторика на својот идентитет ќе биде моје лично определување е многу ризична реторика. Под висок ризик. Сите ние сме деца на нашите родители, на нашите баби и дедовци и како што мине времето, луѓето разбираат, нормално, тоа си доаѓа со годините, колку им се значајни нивните предци и нивните погребни места. И сега и да се спакуваме и да се иселиме од државата, секогаш ќе ве влече коренот заради гробовите. Можете да направите аналогија помеѓу трагедијата на еврејскиот народ и трагедијата на македонскиот народ? Апсолутно. Апсолутно, знаете како од еден геноцид во друг, од вакво уништување и ваков прогон до друг, еврејскиот народ памети се, не ја дава својата историја. Тоа е нашиот идентитет, како што е Стариот Завет нашиот идентитет. Ние се повикуваме кога зборуваме за Абрахам и Сара, зборуваме за нашиот дедо и баба. И се додека го имаме Стариот Завет, имаме заеднички корен, без разлика дали сме евреи од Македонија, од Полска, од Русија, од Америка или од Англија, или од Израел. Секој го брани својот корен. Многу е нормално. Тоа е како да имате дрво, ако нема корен, ќе падне. Ве прашувам заради тоа што сакам да доловиме на гледачите дека историјата и коренот се основата за еднината. И прашањето ми е следно: има ли опозицијата механизам да спречи вакви реформи во образованието? Секоја брутално наметната реформа, знаете што би била вистинска реформа во образованието во Македонија? Она што пиерски нема убаво да изгледа. И ќе ве прогласи за можеби најлошиот министер во 4 години, ама да ги сфарбате сите основни училишта во Македонија. Па немам училишта што се греат на дрва. Дрва за огрев имаат. Имаат недостаток на дрва. Немаат тоалети, немаат кровови. Бираме кои деца ќе бидат привилегирани, кои не. Тоа не е држава. И тоа не е систем. Секојдневно гледаме ние училишта, секојдневно гледаме училишта кои не се реновирани, кои што немаат тоалети, немаат соодветни столчиња, маси, немаат опрема. Што бараме да измислуваме некој си нов систем, како тест епизода, се додека немаме столчиња, клупи, тоалети, кров, нема ништо за деца, особено во руралните средини, а сега ние ќе измислуваме некој нов систем, не знам си каков интегриран систем, тест епизода систем. Па истото се случило со Кембридж системот. Кембридж е добар систем за образование во богата држава, каде што може да се направат посебни учебници, прилагодени, каде што може да им се доведат доволно средства на учителите за да може да ја спроведат наставата, која што е предмет настава со покажување, а не со толку многу ораторство или литература. Наместо да го гледаме тоа, нека имаме еден лош министер за образование кој што ќе ги испарба сите, ќе ги искречи сите училишта, ќе направиме тоалети, ќе направи кровови, ќе направи грејење, ќе доведе вода во училиштата. И тогаш знаете како, се наметнува прашањето дали можеби и реториката на онаа која што често пати се споменува за етникумите. Во ваква средина, во онаква средина, сите живееме во истата средина. Тогаш нема да може да се влече таа карта на национална основа. Тогаш ќе биде угушена таа карта и ќе мора да покажете реален продукт направен од вас, некој што е парче хартија. Многу интересно е тоа што чув некаде и прочитав дека господјата Царовска, министерката за образование, споменува дека има над 20 милиони евра финансии кои што се предодредени баш за реформата во образование и дека ние имаме странски пријатели кои што можеби ја сакаат оваа држава и повеќе него што ние ја сакаме. Беше интересна изјавата, може не да се зборува за сеќавам себе, точно за кој медиум, не ме фаќате за збор, можам да побарам подоцна. Меѓутоа, тоа значи дека имаме ние вон институционална реформа со средства од непознат извор. Ние не знаеме од каде се тие средства и кој ги прави одлуките за тие средства. И каква е оваа реформа? Дали е добра за нашето население?
Реформите мора да доаѓаат од базата. Мора да е вклучен наставничкиот кадар. Мора да се вклучени родителите. Мора да видиме што реално нив им е потребно и мора да ја видиме номенклатурата на нашата држава. Што е потребно на нашата држава. Ние досега произведовме многу кардиохирурзи. Зошто? Немаме анестезиолози, немаме микробиолози, ама произведуваме нешто што првин треба да видиме што е потребно на државата, да го произведуваме тој кадар кој што е потребно, да финансираме во тој кадар и оние основни, елементарни услови за децата да ги имаме. Овие реформи се страшни и треба многу внимателно да се приоѓа, преди се заради тоа што ваквата реформа ќе биде барем во основното образование внесена врз и терет на, речиси 170.000 деца. Тоа не е едно оделение, тоа се 170.000 деца во Македонија. Тоа е статистичката проценка од Министерството за образование и Државниот завод за статистика и броевите се поклопуваат. Не е играчка реформата во образование. А може би требаше пилот проекти, може би треба етапно да се поставуваат реформите. Реформските процеси даваат свој ефект краен, кој што може да ви биде видлив после 18 години. Значи, од реформата треба детето да стигне, да кажеме дека почнуваат од 5 годинки во училиште, до 18 имаат 13 години за вие да направите евалуација на дали таа ситна чекор реформа вродила со плод. Кој мери систем? Како измеривме до каде сме ние воопшто во образованието во Македонија? Први имаме диагностика, после Но вие зборувате за суштина на образовна реформа. Апсолутно. Тоа е суштината. Јас не верувам дека тука станува збор за намера да се спроведе суштинска реформа. Мислам дека во Македонија со ваквата реформа се тргува со иднината на децата за да се постигне политички ефект, за да се прифатат оние барања од Бугарија и на некој начин да добиеме краткорочен бенефит датум за преговори со ЕУ, со кој што потоа ќе се стикаме и ќе добиеме уште едни избори. Мислам дека тука некаде е вистината. Не е намерата и она што го кажавте вон институционалното спроведување на реформата, вон институционално добија власт, станаа влада. Апсолутно. Знаете, многу од овие реформи, многу работи кои што ги гледам во собранието, разгледувајќи ги од аспект на иднината на државата, ме збунуваат. Еве да ве прашам, како се одлучува за буџетот на државата? Секоја година парламентот гласа нов буџет на државата. На кој основ? Која е нашата национална стратегија? Каде одиме? Каде треба Македонија да биде за 30 години? Знаете на што се сведува буџетот? На кој му е близок пријател или поблизок или посимпатичен на премиерот и колку финансии ќе добие заради тоа што можеби некој меѓународен фактор смета дека треба повеќе пари да се инвестираат. Тоа значи дека од година во година ви имате флуктуентност на буџетот, што предизвикува флуктуентност во секторот. Колку пари, толку ефект. Од доскора на тоа, вие не знаете како по вертикала се спроведуваат реформите. Нашите реформи се спроведуваат заради дневно-политички потреби. И исто и со оваа. Значи, затоа и е сомнежот дека исто и оваа реформа ќе биде со дневно-политичка потреба. Рашеда Мизрахи, ви благодарам на бруталноста во емисијата, на разговорот кој што мислам дека беше повеќе од информативен. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека наскоро ќе ми видите повторно гости или во некоја од другите емисии. Во секој време. Со вас, драги гледачи, се гледаме во четврток, во недела, се извинувам, во Тешки муабети со Палчо и со Миќо. Имаме интересна тема, ќе зборуваме за вториот дел од оној серијал кој што го најавивме за вистината за 27 април. Се гледаме потоа во понеделник во неделен брифинг со Сотир Костов и следниот четврток со уште еден интересен гостин. До тогаш, довидување. Апсите новинар, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава еби ветар држава. Вашија деца? Пишма. И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе завам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинито вие. Затоа ми беше прашањето. Господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинари од дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може.
Тој отворивте главната врата на собранието, која врата ги отворите за законот за јавно обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил.